Почитувани, уште едно добро вечер од соседното студио, од каде ја реализираме емисијата Аргумент Плюс. Јас на крајот на дневникот соопштив дека наш гостин денеска е поранешниот началник на Генералштабот на армијата на Република Македонија, Горанчо Котески, инаку своевремено и воен аташе во Сојузна Република Германија. Котески, добро вечер, благодарам што прифативте поканата. Повод е Минхенската безбедносна конференција, заврши уште едно поред 62-ро издание на овој глобален, многу важен дипломатско, воен, одбранбен форум, како да го наречеме, на кој што има многу посетители секоја година, па и ова. Благодарно што прифативте поканата, вие сте биле на дел од конференцијата, јас своевремено како новинар известувач од таму, навистина посакувам секој еден новинар што следи ова проблематика, навистина да има можност да е таму. Добро вечер до вас и до гледачите на вашата телевизија. Како што рековте, во изминатава седмица, поточно овој викенд, започна и практично заврше Минхенската безбедносна конференција. Тоа е една од најважните конференции. Тоа е еден безбедносен форум на кој се расправа за безбедносната глобална политика, така и оваа година. Мислам дека од самото постоење нека до 63-та година оваа конференција беше најважна, имајќи предвид сите случувања во светски рамки што се случија во 25-та година. На оваа конференција присуствува голем број на шефови, присуствува околу 120 министри, присуствува одредени воени представници, нормално специјалисти во воената, одбранбена и безбедносна политика. Оно што е значајно да се нагласи за оваа конференција е моментот дека на оваа конференција не се донесуваат одлуки, не се подпишуваат договори, меѓутоа се даваат насоки, препораки, како и каде да се движи светот во безбедносна смисла. Така да би искористил само еден пример, односно два примери, како Минхенската конференција и препораките, односно говорите, изјавите кои се во 25-та година, например што се случија од американскиот подпредседател J.D. Венс беше присутен, како тоа влијаеше во понатамошната разврска и во понатамошните безбедносни текови во Европа. Меѓутоа, исто така, каде што бев присутен како составен дел на делегацијата во 2007 година, кога рускиот председател Путин нагласи дека понатамошното ширење на НАТО нема да биде дозволено затоа што се нарушуваат односите и интересите на Руската Федерација и после тоа, 2008 година, сведоци сме дека имаше интервенција на Русија во Грузија, потоа 14 година заземен е Крим, а 22 година се случи агресијата на Руската Федерација во Украина. И затоа да се вратам на тој момент, оваа конференција е од исклучителна важност, она што Давос представува во економска смисла, Минхенската безбедносна конференција во Минхен практично представува во безбедносна смисла за светот и поедини региони. Така, недоносата нема екзекутивна мој, како што рековте, да донесува одлуки, меѓутоа многу од она што се зборува таму, потоа низ текот на времето ги гледаме транспонирани во одлуки, во некои потези, некои чекори. Да. И натаму од звезди се американците и нивното присуство, иако годинава американскиот представник, шефот на американската дипломатија Рубио остави сосема поинаков печаток, малку ги реакцира односите меѓу САД и Европа. Тоа надобре дојде од страна на сите, беше дочекано некако, иако аналитичарите велат дека сепак Рубио може би бил поостар во она што сакал да го порача каде треба во иднина да се движат трансатлантските односи, американско-европските односи, отколку може би J.D. Венс минатата година, иако бил поостар во говорот, по-транспарентен и така без дипломатски ракавици, да речем. Јас би сакал неколку работи да изнесам во врска со
безбедносните предизвици, актерите и последиците кои беа во 25-та година после предпоследната Минхенска конференција. Јас само тука ќе ве излезе и беше објавен и публикуван оној безбедносен извештај на 121 страница, кои стратегии внатре се разработуваат. Генерале, пошто знам дека сте го читале. Видете, да го прочитате. јас и како воен представник, но и сега ги следам, ја следам Минхенската безбедносна конференција и нормално дека и овај безбедносен извештај кој практично излегува пред почеток на секоја нова конференција и представува на некој начин патоказ и ги дава темите за следната конференција. Овај безбедносен извештај е можеби најтешкиот безбедносен извештај од 64-та година, имајќи ги предвид сите случувања што беа во последнава година. Во тој безбедносен извештај опфатени се неколку случувања, неколку проценки и дадени се одредени заклучоци. Првиот заклучок е дека дошло до распаѓање на постоечкиот либерален систем на правила и на организации меѓународни организации практично кои се во овој систем. Имено овие правила, овие норми се наведува во извештајот дека се претежно срушени од политиката на сила на Русија, Соединетите Американски држави и Кина. Следен момент, следен заклучок е војната измеѓу Русија и Украина, односно агресијата од страна на Руската Федерација, каде што се наведува дека се загрозува практично европскиот мир и безбедноста на Западна Европа, меѓутоа и оваа војна ќе има и долгорочни последици во понатамошниот период. За тоа се обвинува Русија, меѓутоа не изостава анализата дека и Соединетите Американски држави кои практично се повлекоа во подоаѓањето на претседателот Трамп од помошта кон Украина, а остана практично само делот кој се однесува на водењето, разговори и тежнењето кон еден мировен договор. Следниот заклучок од овој безбедносен извештај се однесува на нарушените трансатлантски односи, имено се разговара, односно се наведува дека односите после Втората светска војна никогаш не биле полоши измеѓу Европа и Соединетите Американски држави. Вие знаете дека Венс, значи подпредседателот лани во 25-та година на Минхенската конференција искажа одредени ставови кои се однесува на безбедност во Европа, дека Европа не е способна сама да води сметка, дека Европа ги отвори границите за мигрантите, дека Европа не е способна да ги контролира останатите движења и организации како што се климатските промени, па чак и дојде до тоа да едноставно ако тврдењата значи беа, ако Европа не се освести, тогаш може да дојде до незиниот пад на цивилизацијските вредности и така натаму. Тоа предизвика еден гнев и расслојување, односно раздвојување на врските помеѓу Соединетите Американски држави и Европа. За сега да дојде Рубио и да рече сепак САД се дете на Европа. Сега да, точно е. Би сакал само да завршам со делот од овие закани.
Како закани кои се спомнуваат? Војната, рековме, руско-украинската војна? Хибридните закани, како што се особено дезинформации, лажни вести и така натаму, сајбер нападите се исклучително важни, меѓутоа исто така како заклучок е и делот кој се однесува на случувањата во Индо-Пацификот, каде што Кина, одејќи по формулата тивка вода брег рони, ги нарушува односите меѓу земјите, особено на економски план, и го става и своето влијание практично не само во земјите на регионот, него и пошироко. Тука е сигурно, уствари, како еден заклучок е земен и делот кој се однесува на енергетската стабилност и климатските промени, практично кои на некој начин влијаат во понатамошниот тек и животот на сите граѓани. Така го живееме тоа и со климатски промени, со свеве, со поплави. Тоа е накусо околу безбедносниот извештај, и тој безбедносни извештај практично е публикуван скоро една недела пред самата конференција, и од тој безбедносен извештај произлезени се темите кои беа актуелни на самата Михенска конференција. Така. Котески, дали еве од овој безбедносен извештај и следејќи дел одговорите сите ние, може ли изгледлив ли е крајот на завршницата на руско-украинската војна? Може ли да се предпочита каде тој кога би се случил? И дали? Видете, Втората светска војна траела 4 години, овој конфликт трае 4 години, сега уште за некој ден ќе влезе во 5-та година. Многу на почеток мислеа дека ова војната ќе трае многу кусо и дека Русија практично ќе ја окупира и ќе завладее со Украина, меѓутоа тоа не се случи. Очекуваа после доаѓањето на американскиот председател Трамп дека ќе запре војната, меѓутоа и тоа не се случи. Не сакам да навлегувам во причините како се води војната од војнички аспект и кои се недостатоците во оваа војна, во интерес на времето, меѓутоа сакам да истакнам дека она што се случува сега во овој момент, во делот на траењето и начинот на водење на самите воени операции од страна на Русија има одредена тактичка предност, меѓутоа има два факти кои се поставуваат и беа од самиот почеток на војната поставени. Првиот факт е дека Украина не може да биде НАТО членка. Русија не се согласува со тоа и мислам дека тоа веќе прашање е абсолвирано. И тоа го имаше и како во настапите, мислам дека Мерц, ако не се лажам, кажа, добро знаеме, више евидентно е дека НАТО, дека Украина не може да биде членка на НАТО. Точно е. Меѓутоа преку членството во Европската унија може да биде нели партнер или индиректен член во НАТО. Меѓутоа членството во Европската унија вчера беше од Калас ставено под знак на прашање во последниот ден од конференцијата, дека и Украина, како и останатите земји, треба да ги исполнат условите, не може така брзо членство во Европската унија. Да се вратам само на овој дел од руската агресија на Украина. Прашањето што не може да се реши е дали Украина е подготвена да направи територијални отстапки за 4 практично области, Донбас, таму Дојнец, Лугански, така натаму, Запорожје, да тие влезат во состав на Руската Федерација, имајќи предвид дека тие на референдум изгласаа и ги вградија овие 4 области во нивниот устав.
Рубио еве дури рече дека треба да се направат големи отстапки, практично вака на прв поглед дури незамисливи на некој начин. Рускиот преседател изјавува дека ако не се освои со сила, тие ќе бара отстапки од Украина. И мислам дека Донбас, Одеса и Запорожје се најголемите и по автоматизам тие територијални отстапки се најголемиот камен на сопнување во овој момент и да не се дојде едноставно до еден мировен договор. Зошто? Затоа што по оние анализи сите што ги слушаме, информации што добиваме и така натаму, Донбас е исклучително богата област со одредени ретки минерали, во Запорожје е нуклеарната централа, а Одеса е излезот на Црното море за Украина. И затоа кажувам дека овде ќе се тежнее и тука ќе биде главниот камен на сопнување. Овде постојат две варијанти. Или овој конфликт да биде замрзнат, или да се потпише одреден мировен договор. Ако се замрзне конфликтот, тоа значи дека и од едната и од другата страна, со некоја тампон зона, силите остануваат на граница, потоа нема потпишување и гаранција на безбедносните, не се даваат безбедносни гаранции практично кон Украина, нема страни кои ќе во понатамошниот период легално помагаат Украина, иако Европа тежнее кон тоа и ќе тежнее во понатамошниот период, додека потпишувањето на еден мировен договор сметам дека ќе донесе еден траен мир. Меѓутоа, кој ќе се согласи на тоа, кога Путин не може да се согласи затоа што не е исполнил својата цел, меѓутоа исто така нема на тоа да се согласи ниту Зеленски, председател, кој што беше исто на Мехинската конференција. Зошто се толкави жртви, тоа е една работа, втората работа е зошто се очекуваат избори, каде што најверојатно и тој сака да се поново кандидира. Затоа ова е многу комплициран прашање, еве и една година и Соединетите Американски држави настојуваат да го решат, меѓутоа оди тешко и ќе оди во понатамошниот период. Меѓутоа, према сите согледувања, мислам дека некаде до крајот на летото би можело да дојде до некои преговори, еве сега последните преговори поново ќе бидат одржани под покровителство измеѓу Украина и Русија, па да се надеваме дека сите разорувања и во човечка смисла и на човечки животи милион од прилика се претпоставува дека има човечки загуби, а инфраструктурата во Украина е доведена, особено сега во зимските периоди, во една катастрофална. Така, сега скоро читав некаде дека од 40 милионска нација Украина сега се свела на под 25 милиони. Речи се половина од населението е раселено и тоа. Добро, дел од говорот на Зеленски беше дека со барањето за поддршка од останатите држави понатаму за војување, независно дали Украина не стекнавме таков впечаток дека Украина е спремна на така големи отстапки како што навестува дека треба да ги направи и американскиот државен секретар Рубио. Па јас исто не стекнав таков впечаток. Зеленски во својот говор практично истакна дека на некој начин е загрижен за тоа што не е Европа на маса додека се преговара. Да. И во право е можеби, меѓутоа најверојатно не може да се постигне договор ни вака со две страни, камоли кога би се склучиле ова и трета страна. И мислам дека јас повеќе гледам дека председателот на Украина Зеленски се подготвува за избори и за тие уште еднаш мандат да добие, бидејќи тој подолго време веќе не е председател. Со овој дел
во однос на безбедноста на Украина и понатамошните се чекори. се надева на реизбор уште еден, веројатно очекува. Меѓутоа, земја во војна, не знам како може да организира избори. Би било чудно сето тоа. Па затоа се бара и при време на прекин на огнот, меѓутоа тоа мислам дека од страна на Руската Федерација тоа не. Добро, на тлото на Европа се наоѓа војно жариште кое што еве го пламти практично 4 години до наредниот вторник до 24 февруари, 4 години полни, ќе се влезе во петтата деценија, затоа во петтата година, се извинувам, затоа можеби и германскиот канцелар Мерц во својот говор кажа дека Европа треба да е малку повеќе самостојна во одлуките што ги носи и дека сад треба да се навикне на тоа дека и Европа кога настапува меѓународно ќе се води од своите интереси. Да. Па видете, на оваа конференција беа испратени силни пораки. Многу пораки, точно се извинувам. Многу пораки. Значи од сите говорници практично, од бундесканцеларот Мерц, од францускиот претседател Макрон, од фон дер Лајен, од Калас и така натаму. Значи сите дадоа одредени пораки. Меѓутоа може да се излечи. Може да се излечат одредени заклучоци и кои сметам дека понатам ќе влијат на безбедноста. Но сепак единствена нитка на сите нив беше дека светот не е истиот како што сме го знаеле ние сите до вчера или да речеме до пред година дена, дека светот се менува. И настапува нов светски поредок, ете тука сите тоа го кажа горе долу во своите извештаи. Сите говорници практично Мерц ја отвори конференцијата и кажа дека светот е влезен во нестабилност и во нова ера на меѓународни односи со нарушени политички односи, со нарушени безбедносни односи. Значи, тоа е првата порака што тој ја изусте на Минхенската конференција и мислам дека тоа е факт. Тоа е факт. Каде што големите сили настојуваат да ги остварат своите интереси, не поставувајќи го прашањето како ќе се чувствуваат партнерите или останатите помали сили. Тоа е факт. И мислам дека иако секретарот, државниот секретар Рубио изнесе дека во својот говор, дека самата Европа треба да ја покаже својата и да ја изгради својата безбедност, иако го понове тоа на некој дипломатски начин дека Америка е дете на Европа, сепак одредени медиуми истакна дека неговиот говор беше мек, дипломатски, меѓутоа беше со тврда содржина. Практично, американскиот државен секретар ги понови заложбите и ставките што се представени во националната безбедносна стратегија на Соединетите Американски држави, која е објавена во декември 25 година. Следен еден заклучок кој се наметнува овде е нарушените трансатлантски односи. Од сите говори и од друга страна се поголемата инфилтрација на Кина, практично и кинески представници имаше. Инфилтрацијата на Кина е дефинитивно, особено во економскиот дел застапена, меѓутоа овде се поставува практично односите измеѓу Европа и односите измеѓу Америка, каде што Соединетите Американски држави им кажуваат и се залагаат
да има партнер, односно јак партнер во НАТО, број 1, и дека Европа треба да биде автономна во својата одбрана, а тоа значи да извади повеќе пари, да има свој капацитети за производство на вооружување. Трамп тоа го зборуваше од првиот мандат, дека Европа треба повеќе за да имаат, затоа тоа издвајање од 5% практично во земјите на членки на НАТО алијансата и да самостојно ги решава одредени предизвици, безбедности предизвици на европското тло што се случува и да донесува одлуки околу тоа. Значи, кон тоа настојуваат и се насочуваат практично овие намерите на Соединетите Американски држави, меѓутоа охрабрувачки е тоа што државниот секретар изнесе дека е важна Европа како партнер во понатамошната соработка, меѓутоа мислам дека тоа ќе видиме како ќе тече во понатамошниот период, мислам дека тоа растува. Меѓутоа за мене исто така е исто актуелно што францускиот претседател Макрон го поставя прашањето и за нуклеарното вооружување. Да дадам само едно појаснување дека практично две земји во Европа и поседуваат собствено нуклеарно оружје, тоа е Франција и Обединетото кралство на Велика Британија, додека 6 земји останати поседуваат нуклеарно оружје, Италија, Турција и така натаму, нуклеарно оружје, меѓутоа тоа нуклеарно оружје е практично позајмено и ставено на европско тло заради од страна на Соединетите Американски држави со цел да се нормално направи едно одвраќање во нуклеарна смисла и да го гарантира колективниот систем за безбедност. Сега овде се почнува и се водат за поголема самостојност, почетнички како што видов меѓу Велика Британија и Франција, а сега се вклучува и Германија, да видиме што понатаму во делот на ова нуклеарно вооружување. Ние си чекаме како земји овде од Западен Балкан, популарно наречени претенденти за членство во Европската унија, дел од нас членки на НАТО. Чекаме малку фокусот да се сврти кон нас, иако некој се вели подобро да не сме во таква ситуација, за да мора интересот кон нас да се заврти. Бидејќи историјата говори за црни страници во однос на овој регион и така, меѓутоа сите представници од регионот беа на Минхенската конференција. Западен Балкан го немаше нешто многу во овие перспективи каде што како понатаму. Меѓутоа беа изнесени некои, како да кажам, размисли, нелагодности за тоа како ќе се развива во Република Српска. Сега се следат чекорите што таму, да не евентуално прогласат независност и тоа. Се следи и натаму. И ние имаме замрзнати конфликти овде и не е до крај завршени процеси на Балканот. Така да нема нешто што е во негативен контекст за нас, да речеме, нели? Меѓутоа нема ни нешто, некоја порака што би се извлекла позитивна. Освен тие седби што одделните делегации што од земјите ги направија со некои од представниците таму на конференцијата. Нашата делегација беше предводена од претседателот на владата Мицкоски, тука беа присутни Министерот за одбрана Мисајловски, така. Министерот за одбрана, за надворешни работи, трговија и така. Така тоа зборуваше дека 3,5% сега имаме одвојување од буџетот за GDP-то за НАТО. Јас мислам дека ние не сме достигнале тоа ниво. Или дека ќе го достигнеме, како она 3% од GDP. Сега она што за мене остана важно, пораката на Мерц не ве заборавивме во таа смисла и ве очекуваме. Потребни сте. Потребни сте на масата. На масата, значи даде една порака кон Западен Балкан. Моето размислување е дека
влезот на земјите од Западен Балкан во Европската Унија е исклучително важен и тоа веќе не е економско и политичко прашање, ми се чини дека повеќе постанува и безбедносно. И геостратешко, да речеме. И геостратешко прашање. И мислам дека во тој контекст забележани се одредени изјави дека и начинот на гласање, на одлучување треба да се промени. Значи да овие земји. Иначе, моје лично размислување е дека ние мора, како Западен Балкан, и земјите од Западен Балкан во целина да влеземе во Европската Унија. Иначе, имајќи ги спротивностите на одредени земји овде во регионот, секоја земја која не е сега моментално, чак и некој што има некакви причини да ја блокира другата земја. И мислам дека тоа би било можеби најдобриот пат или најдобриот начин да овој Западен Балкан влезе во тоа. Источен сосед не се согласува со тоа. Вршителката на должност председател на Бугарија Јотова, која исто така беше на Михенската конференција, вели нема начин да се заобиколи промената на уставот и Македонија да влезе во Европската Унија. Значи треба да се направат тие уставни измени за ако сакаме. Тоа и вчера од таму го порача и на средба со тие соговорници. Ја слушнав, меѓутоа ќе следиме во делот. Ние можеме да направиме се што е потребно. Меѓутоа ова безбедносна конференција сигурно влијае, ќе влијае и на тековите, на безбедноста. Сакав уште за Гренланд да прашаме, и тоа прашање се отвори делумно, го имаше во извештаите како една од политиките една од последните политики на американскиот председател, која исто така остана ни риба ни девојка, нели? Видете, да, како натаму би се развило тоа. Јас мислам дека топката што се однесува до Гренланд е спуштена. Во Втората светска војна, само еден вовед да направам, во Втората светска војна Соединетите Американски држави го запоседнуваа Гренланд, да германците, практично Германија не го запоседне тој однос. Сега, 46-та година претседателот американски Труман дава 100 милиони практично во злато да го купи Гренланд, меѓутоа тоа не го добива и се пристапува кон некаков договор да се користи во безбедносна смисла. Американците ја градат таму воздухопловната база Тула, која покасно прераснува во обсерваторија за база за рано предупредување од нуклеарните боеви глави кон Русија. После тоа, до овој момент е мирен период. Сега поново се појавува тоа. Меѓутоа, само да нагласам дека не е само прашање безбедноста, не е прашање безбедноста Арктикот, имајќи предвид дека од една страна се русите, од друга страна се американците. Овде се поставува не само безбедносното прашање, него прашањето на ресурсите кои ги поседува Гренланд и моментот на отварање на морски пат во база на климатските промени, затоа што со топење практично на мразот доаѓа до отварање на патишта кои ќе ги користат кинезите ако им треба од страна сега. Трошат 40-50 дена, овде би трошеле значи некој 20 дена, а иначе русите веќе одамна се присутни на Арктикот, испитане, користа многу сировини и така натаму, минерали ретки, имаат некаде 60 кршачи на мраз, современи, додека Соединетите Американски држави во овој момент има 2. Тоа е голема диспропорција.
за почетна контрола на на Арктикот. Така, иако сега се повеќе и во овие think танкови што беа присутни нели на Мюнхенската конференција, па се зборува, се повеќе се релативизира оној обид за тргување со нели американскиот обид нели за тргување со Гренланд, да се купи, да се откупи практично, нели она апропо што има на Гренланд, Данска една санка и две кучиња, еве американскиот председател има цела стратегија, нели иден план таму што да се изгради, како да се изгради, да има ова, да има тоа, сега повеќе така. Јас мислам дека се тука Европа покажа едно единство во однос на Гренланд. Така, да. И вклучувајќи и данската влада и загриженост имаше и така маневар што беше нели делот на НАТО, нели војниците кои беа отидени таму па се повлекоа после. Така, тука некаде завршува емисијата, може да се зборува многу што за Мюнхенската безбедносна конференција. Благодарам што дојдовте во некоја друга прилика како советник на знам во град Скопје ќе ја поканиме. Благодарам за поканата. Да, може и како советник, таму работата во Советот е динамична, задоволен сум од динамиката, се во интерес на народот, на граѓаните на Скопје, да направиме нешто дека е тоа така. Ви благодарам. Така мора да биде така, иначе не можеме да одиме напред. Така е. Котиски благодарам уште еднаш за ова гостување во емисијата и благодарност за нашите почитувани гледачи. Довидување. Ви благодарам.